Почитувани слушатели, ви посакувам Божји благослов. Може ли човекот да живее без Бог? За разлика од она што го тврдат атеистите, човекот не може да живее без Бог. Човекот може да постои како смртник, без да го признае или да верува во Бог, но не и без реалноста на Бог. Како создател, Бог го започна човечкиот живот. Својот живот сите ние му го должиме на Бог, бидејќи сме создадени според неговиот лик, онака како што е запишано во Библијата. Нашето постоење зависи само од Бог, било да го признаеме или не. Бог го одржува животот и непрекинато дава живот. Тоа е живот. Тоа е запишано во Јован 14 глава 6 стих. Јас сум патот, вистината и животот. Христовата сила го одржува целото создание, според зборовите на апостол Павле во писмото до Колосјаните 1 глава 17 стих. Дури и тие што го отфрлаат во своето неверие, Бог ги одржува во живот и се грижи за нив. Исус Христос вели: Тој го прави сонцето да изгрева и над лошите и над добрите. Тоа го прави и со дождот. Да се помисли дека човекот може да живее без Бог е исто да се мисли дека сончогледот може да опстане во живот без сончевата светлина или цвеќето без вода. Како Спасител, Бог дава вечен живот на сите кои веруваат во Него. Животот е во Христос. Тоа е светлината на светот, според неговите зборови. Исус дојде со намера да даде живот и да го имаат во изобилие. Тоа е запишано во Јован 10 глава 10 стих. Сите што се надеваат во Него имаат ветување, дека ќе ја поминат вечноста со Него во небото. За да живее човекот, мора да го познава Христос. Без познавање на Христос нема живот. Без Бог човекот има само телесен живот. Бог ги предупреди Адам и Ева, нашите прародители, дека кога ќе го отфрлат со непослушност, целосно ќе умрат. Како што знаеме, не го послушаа неговиот глас, но тие не умреа телесно во истиот ден, туку духовно. Се прекина врската помеѓу Бог и човекот. Во нив умре духовниот живот, познавањето, заедништвото со Бог, слободата да уживаат со Него, невиноста, чистотата на нивната душа. Се тоа исчезна. Човекот стана грешен и без Бог во духовна смисла. Адам беше создаден за да има заедништво со Бог, да разговара со Бог. Меѓутоа, со паѓањето во грев, непослушност, сето тоа го изгуби и Бог му рече дека ќе се врати во прав, бидејќи е земен од прав. Како негови потомци ние, човекот може да живее телесно и да функционира во своето постоење, но духовно е мртов за Бог. Апостол Павле тоа го нагласува и вели: и вас, кои некогаш бевте мртви во своите гревови и престапи. Таквите луѓе можат да изгледаат како среќни кога има причина за тоа, но вистинската среќа без која не се може и останува и понатаму во него, бидејќи му недостасува Бог. Тие што го отфрлаат Бог, може да се каже дека живеат во секојдневна разонода и се обидуваат преку тоа да добијат радост до некаде. И до некаде успеваат, како што Библијата нагласува во Евреите 11 глава 25 стих и се нарекува привремено уживање во гревот. Таквата радост е привремена, така што порано или подоцна сето тоа ќе спласне и ќе се открие дека е поминливо и без суштинска вредност. Човекот не може да каже дека е среќен кога живее без Бог. Но треба да истакнеме и тоа дека сите луѓе што го отфрлаат Бог не се предаваат на хедонистички живот. Многу неспасени луѓе живеат дисциплиниран живот и со принцип кон земните вредности, така што сето тоа ги исполнува и им причинуваат задоволство.
Таквите морални принципи всушност се всадени во човекот и во човековото битие од самиот Бог, и тој во нив наоѓа потпора кога ги применува. Меѓутоа, кога Бог е исфрлен од таквиот живот, човекот ги има овие вредности само во овој живот, додека е во тело. Проблемот по смртта останува нерешен, и еден ден таквиот ќе се соочи со Бог и ќе треба да даде сметка за отврлањето на Бог, зашто вредностите што се дадени од Бог не се Бог. Секој човек мора да го прифати и Бог и неговите вредности. Без Бог човекот сепак не е исполнет макар колку и да се труди. Тој што нема добра комуникација со Бог се соочува со внатрешен немир кој се одразува во неговиот секојдневен живот. Постојаното барање на некој задоволство и исполнетост е знак дека човекот копне за вистински мир. Тие што сакаат да бидат задоволни со светските уживања, на крајот се соочија со очајување. Таков пример имаме со Соломон. Тој ги искуси сите земни задоволства и пак не беше среќен. Тоа што го кажа остана како траен печат на сите генерации, дека животот е Божи дар и само со него има смисла и вредност. Најважно е според Соломон човекот да има Божи страв и да се чува од зло, како и да го почитува со искрено поклонување. Со други зборови, животот нема само телесна димензија. Исус многу јасно тоа го потцрта велејќи: човекот нема да живее само од леп, туку и од секој збор што излегува од Божјата уста. Тоа е запишано во Матеј 4 глава 4 стих. Бескорисно е за душевните болки и маки да се бара телесен лек, но на човекот му треба духовен леп. Тоа може да се случи ако човекот го побара Бог. Мора и тоа да се каже дека без Бог човекот ќе заврши и во пеколот. Тој е духовно мртов и доколку умре, ќе се соочи со духовна вечна осаменост без Бог. Верните и во овој живот знаат дека каде ќе бидат и се спремат за вечната радост, а неверните не знаат што ќе се случи по смртта и затоа живеат во страв. Бог ја всадил вечноста во нашите срца и се додека битието не се исполни со Бог, човекот не може да биде среќен и да каже дека може да се живее без него. Може, но за жал на негова штета и вечна пропаст. Бог денес сака да биде твој Бог. Повикај го. И тој ветува дека ќе дојде со неговата присутност и ќе го испрати Светиот Дух во Христовото име и ќе царува во тебе. Кога животот е исполнет со Бог, тогаш тоа е вистинскиот живот. Поинаку се чини дека е нешто, но за жал е ништо. Исус вели: дојдете при мене сите вие кои сте обременети, оптоварени, јас ќе ви дадам одмор. На Исус Христос нека му е чест и слава во сите векови, што тој е животот, а тој живот на сите нам ни е потребен. Амин.